сте на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 9. Во Уставниот суд на Република Македонија, а во Скопје денеска ќе се одржи тркалезна маса на тема дали ни е потребен закон за Уставниот суд. Настанот има за цел да отвори дебата за потребата од донесување на посебен закон што би го регулирал работењето на Уставниот суд преку диалог меѓу представниците на институциите, правната струка и граѓанскиот сектор. Поведни обраќања ќе имаат председателката Гордана Силјановска-Давкова, Дарко Костадиновски, председател на Уставниот суд, Михали Сорокас, амбасадор на Европската унија, Петра Дрекслер, амбасадорка на Германија и Анджела Агелер, амбасадорка на Соединетите Американски држави. Потоа следува презентација на наудите од анализата за потребата од донесување на закон за Уставниот суд, изработена во рамки на европскиот финансиран проект со говорниците Карстен Манке, тим лидерот и вишите правни експерти Мартин Сопронов и Маргарита Цаца Николовска. Ставовите на судиите од Уставниот суд ќе ги образложат судиите Ана Павловска-Данева и Татјана Васич Бозаджиева, додека мислењата на представниците од правната струка ќе ги споделат професорите Татјана Каракамишева-Јовановска, Јетон Шасивари, Денис Прешова и Рената Десковска. Од граѓанскиот сектор ставовите ќе ги изнесат Дарко Аврамовски од коалицијата Сите за правично судење и Бојан Трпевски од Асоциацијата на млади правници на Македонија. Судењето за убиствата на Вања и Панче продолжува денеска во Основен кривичен суд Скопје со сведочење на обвинетиот Јупчо Палевски со вкрстени прашања од обвинителството и од одбраната на останатите обвинети. Со својот исказ Палевски на изминатото рочиште повторно ги оспори обвинувањата против него, тврдејќи дека доказите на обвинителството се нецелосни и манипулативни. Тој негираше вина дека учествувал во грабнувањето и убиството на Вања и на Панче. Тој тврди дека на денот на убиството на Вања бил во банка, ги плаќал сметките, пошто отишол на пазар да купи грејач за котел, па се вратил во седиштето на политичката партија Десна, каде имал составници со членови на партијата. Палевски исто така тврди дека не го возел цитуринот на Жежовски, ниту дека некогаш бил во неговата куќа. Мотив да го направам ова кривично дело немам, не сум ни имал и не сум го сторил ова кривично дело за кој ми прочитавте цитата од обвинение и ме прашуваат, изјави Палевски. Според него, доказите во истрагата против него се фалсификати. Во својата одбрана Палевски посочи други спротив него недоследности во истрагата, особено во врска со видеоснимките што ги презентираше обвинителството. Институциите добро се справија со последиците од Кочанската трагедија, сметаат голем дел од испитаниците во вториот дел од анкетата на Market Vision. Повеќе од половина сметаат дека и МВР и обвинителството и здравствените власти ефикасно се справиле со последиците, секој во својот домен. Само 11% сметаат дека борбата против корупцијата е интензивна и континуирана. Мнозинството е на ставот дека е потребна целосна чистка во судството, а за СДСМ анкетата е манипулативна. Мнозинството граѓани сметаат дека институциите добро се справија со последиците од трагедијата во Кочани, покажува последното истражување на јавното мислење кое за МКДМК го спроведе Market Vision. Според него, речиси 2/3 од граѓаните или 65% имаат впечаток дека институциите ефикасно се справиле со последиците од трагедијата, додека 35% се убедени во спротивното. Високи 71% од анкетираните рекле дека и здравствените власти биле ефикасни во справувањето со големиот број повредени. Над половина од граѓаните или 53% сметаат дека МВР и обвинителството брзо и ефикасно ги превземале потребните мерки за утврдување на одговорноста, додека нешто под 1/3 не се убедени во тоа. Поголемиот дел од граѓаните гледаат некакво поместување во борбата против корупцијата, но и натаму останува впечатокот дека треба да се работи повеќе. Само 11% сметаат дека борбата е интензивна и континуирана, додека околу половина од граѓаните гледаат дека се вложуваат напори, но сметаат дека тоа не е доволно. 23% изјавиле дека не гледаат дека било што се прави во борбата против криминалот и корупцијата.
Мнозинството е на ставот дека е потребна целосна чистка во судството. По околу 50% од граѓаните се на ставот дека треба да се смени и судскиот совет и јавниот обвинител, додека против се нешто под 1/5. 2/3 од граѓаните даваат поддршка на владините мерки за замрзнување на маржите на дел од производите, а околу 40% се на ставот дека производите се добро избрани. Најголемиот дел од луѓето или над 40% сметаат дека причина за високите цени се трговците кои се однесуваат неодговорно, а по околу 24% вината за високите цени ја гледаат во војната во Украина и во производителите и увозниците. Анкетата на Market Vision е спроведена телефонски во периодот од 20 март до 17 април врз репрезентативен примерок од 1200 испитаници. За СДСМ анкетата е манипулативна. Market Vision пред само неколку недели склучила договор со владата на рекордна сума од 400.000 евра за да прави анкети и го мери мислењето и задоволството на граѓаните од работата на владата. Зар некој треба да верува во овие анкети кои служат единствено да се манипулира јавноста и се во функција на пропагандата на ДПМН, се вели во соопштението на СДСМ. Александар Спасовски, Сител телевизија. Во продолжение следуваат вестите од светот.